И време е за последниот разговор за ова утро. Сузе веќе вија најави нашата гостинка, втора гостинка, Андријана Серафимовска, проект координатор во Импакт фондација. Ке зборуваме за третата меѓународна конференција за фриленсери. Сега ова е една понова професија, нешто што ние вака припадниците на повозрасната генерација не ни е баш многу јасно што значи тоа фриленсер, затоа младата Андријана ќе ни објасни за каква професија станува збор и што се случуваше на оваа трета меѓународна конференција за фриленсери. Андријана, добро утро. Благодарам што ова утро си заедно со нас и еве за почеток веднаш да те прашам што е фриленсер и кај која возрастна група најмногу е застапена оваа професија? Добро утро, Ирена, и добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Ви благодарам на поканата да бидам гостин во вашата емисија. Фриленсери се лица кои што самостојно извршуваат професионални услуги без да бидат вработени во некоја компанија. Фриленсерите најчесто работат на проекти кои што се за странски или за домашни клиенти, најчесто онлайн, односно преку интернет. Фриленсерството е начин на работа во неколку, може да биде во неколку области, како на пример IT секторот, како што е дигитален маркетинг, графички дизајн, развој на веб страни, софтвери, па и се до оние по традиционални професии како што е сметководството, преведувањето, па и некои и од правните струки. Да. Значи, фриленсери може да работат онлайн. Тоа не значи дека може да работат од дома, бидејќи има нели сега и хабови и како ги викате поново Cowork простори. Cowork простори. Значи, или може би од некој локал, од некоја кафуле, потребно е само да си го донесат лаптопот, компјутерот, нели со себе, си има интернет и започнува работата. Сега, кај која возрастна група е најмногу застапена оваа професија? И колку е популарна веќе во последно време? Фриленсерството станува се популарно и популарно со текот на времето. Најчесто е застапена помеѓу младите лица, односно од возраст на 18 години па нагоре. Ние сакаме да кажеме дека имаме три категории на фриленсери. Тоа се првата категорија до 25 години кои што сега почнуваат, па имаме оние кои што имаат околу 10 години искуство, тука се на средина, па се моја генерација отприлика, да, така. Сакаат да во средни години да менторираат тие кои што би биле идни фриленсери и имаме оние кои што се над 45 години кои што веќе имаат огромно искуство за себе, заработуваат високи приходи и работат на големи проекти за странски клиенти. Значи сепак е оваа професија во подем и претпоставувам дека од поново време, можеби од околу ковид кризата кога беше, од тогаш се разви оваа професија, така? Во апсолутно, да. Со појавата на интернетот, односно на компјутерите, кај што може да се извршуваат задачи онлайн, настанува и фриленсерството. Се што може да се изврши онлайн, може да биде дел од фриленсерството. Така. Значи дека е популарна професија која што е во подем и која што претпоставувам како што оди времето и годините ќе се развива се повеќе и повеќе. Сега она за што ние ќе зборуваме е третата меѓународна конференција за фриленсери која што се одржа минатиот викенд. Имаме веќе и фотографии, може да видат и гледачите за каква конференција станува збор. По трет пат се организираше од вашата агенција, така? Апсолутно, да. Импакт фондација веќе 3 години поред организира фриленс конференции. Ова е трета меѓународна конференција за фриленсери, зашто викаме меѓународна оваа година, бидејќи бевме поддржани од Централна европска иницијатива, која што со чија помош донесовме 8 гостиговорници од Европа. Имавме најразлични панел дискусии, презентации, работилници и менторско ќоше, каде што сите кои што беа присутни би можеа да разговараат со ментори, да добијат насоки и совети. Панелите беа посветени на прво од законски обврски и можности за сите фриленсери, па до маркетинг, однос со клиенти. Имавме еден посебен панел кој што го посветивме на мајките фриленсерки, кои предизвици ги имаат тие денес, односно колку е значајно да се одржи тој баланс помеѓу работата и приватниот живот. Имавме работилници за како да се представиме себе си, како да го оптимизираме нашиот LinkedIn профил. Така што оваа конференција имаше доста голем интерес оваа година, успешно помина, околу 200 учесници дојдоа од оние кои што сега почнуваат да бидат фриленсери, од предприемачи, представници на компании, институции, па се до искусни фриленсери. Тоа е навистина бројка за почит, 200 луѓе на оваа конференција. Што можеа да научат учесниците од конференцијата? Какви искуства се разменија? И
Интересот веќе е бил голем, претпоставувам, бидејќи 200 учесници навистина се изборува бројката сама за себе. Апсолутно. Нешто кое што се презентираше на конференцијата и кое што е исклучително важно за фриленсерите да знаат, тоа е законските надополнувања за законот за вработување, односно можноста фриленсерите да се регистрираат и доброволно да си ги плаќаат своите придонеси, социјални придонеси, со тоа да бидат и вработени, така. Апсолутно, да имаат пензиско и здравствено осигурување, па и сите оние кои што се жени фриленсерки да можат да имаат покриено породилно отсуство. Потоа научивме како да создаваме содржина која што привлекува во поглед на маркетингот, научивме како да создаваме здрави односи со клиенти, како да ги задржиме тие клиенти, научивме како да го балансираме, поточно преку панелот за мајките, жените фриленсери, како да го балансираме нашиот приватен живот со работата, како да се представиме себе си, како да си го оптимизираме нашиот LinkedIn профил. Овие 8 предавачи што беа на оваа конференција, ако добро разбрав, се од Македонија или имаше и гости од странство? Имаше гости говорници од Македонија, кои што беа можеби преку 20-тина, но овие 8 гости предавачи се од Бугарија, од Србија, Црна Гора, Хрватска, Романија и Полска и Украина. Затоа и името го носи меѓународна. Какви ви се впечатоците од изминатите 2 години? Како поминавте? Секоја година е се поинтересно и интересот е многу поголем и агендата е побогата. Морам да признам дека претходните 2 конференции исто има огромен интерес, односно сега конференција е посетена од околу 200 учесници, фриленсери, предприемачи, исто како што на истата категорија на луѓе. На претходните конференции зборувавме за моменталниот статус во Македонија на фриленсерите, зборувавме за легалните и административните предизвици кои што ги имаат овие фриленсери, зборувавме за нивната финансиска сигурност, зборувавме за како Македонија може да биде земја за дигитални номади. Исто така имавме и ментори преходните години кај што сите учесници можеа да си поставуваат прашања, да добијат насоки за нивните кариери. Адриана, имате податок колку фриленсери работат во Македонија и дали оваа работа може да биде примерна или може да биде и како дополнителна професија? Па последните податоци кои што ние ги имаме е дека има преку 10.000 фриленсери, но верувам дека тоа е многу поголема бројка, апсолутно. Да, најчесто во Македонија може да бидат оние кои што примарно ја работат таа кариера, тој избор на кариера, односно работат комплетно онлайн, работат како фриленсери, но и оние кои што се вработени во нека компанија, но сакаат дополнителен приход, дополнителна заработка, најчесто после работно време го користат тој момент да работат на проекти. За дополнителна заработувачка или како што кажа на проект. Убаво е ова ако успеете да се изборите, да добиете статус, односно фриленсерите да добијат статус на вработени, бидејќи сепак тие работат, има луѓе кои што има ова примерна професија како што кажавте. Поготово јас се залагам за мајките како што кажавте за работа од дома, да не мора да одат или не мора да е дома, или од оние простори, како ги кажавте, cowork простори. Нови називи, па ми треба малку време да ги запамтам. Порано беа хабови или постојат се уште тие хабови за млади или хабови за работа, така? Да, постојат заедници хабови, но сега постојат и многу cowork простори како што доби подем фриленсерството. Се постојано се развиваат cowork простори каде што секој фриленсер кој што веќе не сака да биде сам од дома да работи, некој што не треба малку интеракција. Промена, така. Апсолутно. Или имаат можеби тим некој и потребен има простор, може да изнемат или работна маса или конференцијска сала кај што може да работи. Да. Сега оваа конференција беше во организација на вашата фондација, Импакт фондација. Да ги запознаеме гледачите со Импакт фондацијата, една куса лична карта, од кога постоите, кои ви се цели и активности? Импакт фондација е фондација за одржлив и инклузивен економски развој на приватниот сектор, формирана кон крајот на 2019 година. Преку низа проекти ние поддржуваме мали и средни предпријатија, но нешто по кое што сме најмногу познати, тоа е развојот на екосистемот за фриленсинг токму тука во Македонија. Во текот на годините бевме поддржани од многу странски, но и домашни донатори, реализиравме низа проекти како што се подигнување на јавната свест дека фриленсерството всушност е достоинствена кариера. Потоа организиравме различни настани кај што го промовиравме фриленсингот како кариера и успешни приказни на фриленсери. Имавме една менторска програма каде што 10 искусни ментори фриленсери во својата област менторираа млади и сите оние кои што сакаат да бидат фриленсери. Потоа поддржавме тренинг центри да воведат дел во нивните обуки
обука за фриленсинг. Во едно од овој проект имавме успешен резултат од отприлика околу 450 луѓе започна фриленс кариера, од кои 60% беа жени и нешто по кое што ние сме нели денес тука и пошто сме познати, тоа се и нашите фриленс конференции. Имаме ли можеби некој проект да најавиме во иднина, односно некој настан, еве конференцијата заврши успешно, затоа сте и тука ги представуваме впечатоците, нешто што е во најава во организација на Импакт фондација? Импакт фондација ќе продолжи активно да работи на проекти и иницијативи за развој на екосистемот за фриленсинг во Македонија. Нешто кое што сега ни е во план е да формираме едно тело кое што ќе ги застапува правата на фриленсерите, односно и статусот на фриленсерот, а воедно ќе ги информира за нивните обврски. Нешто што во моментот го развиваме и кое што е активно сега е DigiWork заедница на Viber, каде што сите фриленсери, сите оние кои што сакаат да бидат фриленсери, може да добијат поддршка, ресурси, информации, може да споделуваат информации и искуства. Доколку некој сака да пристапи на таа заедница, може слободно да ја најде на нашата веб страна impactfoundation.mk на секцијата DigiWork заедница. И тука да се информира за сите информации поврзани со фриленсерите и фриленсерството. Тука сме веќе при крај на разговорот. Само сосема за крај накусо една порака до сите фриленсери и до сите идни фриленсери, оние кои што сакаат да се занимаваат со онлайн работа, ете така да кажеме, да го упростиме тој збор некако на македонски, да му најдеме соодветен збор, од 18 години нагоре, така? Апсолутно. Нашата порака е, ние сакаме да кажеме дека Македонија е земја на фриленсерите. Така што секој кој што сака има можност да успее. Патот е тежок, да, на почетокот бара многу дисциплина и одговорност и континуирано учење, така што сите кои што сакаат да имаат флексибилно, слободно време и автономија во својата работа, наша препорака е да почнат денес веднаш. Да се охрабрат, така. Да се охрабрат, токму така. Андријана, многу ти благодарам што ова утро беше наша гостинка. Секогаш ми е кејф и чест и задоволство кога вака млади луѓе ни се гости, амбициозни, кои што си ја знаат професијата. Ке има простор повторно да не бидеш наша гостинка и вие и од вашата фондација. Посакувам многу успех, уште многу проекти и се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам, се гледаме.